Галичица е онаа втората страна на монетата. Ако на онаа првата страна охрите, урбаниот, плажите и журките, втората страна е духовноста, смирувањето, тишината, звездите, кои што можеш да ги видиш од Галичица и онај момент на блискост со природата. Таа ми дава смирение, ми дава духовност, ми дава онај момент на заземјување, а јас пак се обидувам не за да ја заштитам од злонамерници. Планинската куќа Спиридон е во моментов единствен објект во Национален парк Галичица во високата зона на планината, кој што возможува услови луѓето да седнат, да одморат, да се рефрешираат со пијалоци или да одседнат тука, да ден-два да одмараат. Целта на овој проект е да се овозможат нови авантуристички содржини, за да се збогати туристичката понуда, меѓутоа и да се направи заштита на строго заштитените делови од паркот, со тоа што туристите ќе ги насочиме кон зоните со помал степен на заштита и со тоа да придонесеме и кон заштита на самата природа. На таков начин би се финансирале и заштитните активности на самиот национален парк, би се одржувала инфраструктурата и едноставно би придонесле кон заштита на природата, особено во оние зони каде што таа е најчувствителна. Буквално во еден ден може да бидете во една тропска атмосфера, значи кај што ќе бидете покрај самото езеро, ќе уживате во туристичката понуда на градот, културните споменици, меѓутоа во истиот ден да бидете и дел од некоја авантура, да летате со параглајдери, да качувате вија ферати, да качувате карпи, да планинарите или било што друго што може да се помисли дека може да се прави во планина, апсолутно Охрид и Национален парк Галичица го нуда тоа. Заради погледот на двете езера од врвот Лако Сигме, заради прекрасната прошетка до највисокиот врв Магаро на 2255 надморска висина, заради пештерата Самонска дупка, заради остатоците од Вија Игнација, заради прекрасниот планински чај, заради мирисот на мајчината душица и заради мирот и заради сето она кое што може секој да си најде капче на спокој во ова место.